Од самиот почеток се одолговлекува судењето на тројцата доктори од Струга кои ме осакатија и ме оставија без матка, бубрек и јајник, вели родилката од Дебар Јилдис Веаповска. Но колку и да се купува време и да се тактизира, еден ден ќе дојде крајот. Правда треба и мора да има, додава таа. Денешното рочиште беше одложено бидејќи адвокатот на еден од обвинетите имал хируршка интервенција. Со ова по трет пат се одложува судењето кое започна на 6 јуни лани, а ќе продолжи на 9 мај годинава. Што значи и после една година од отпочнувањето на судењето, тројцата доктори Мухамет Асани, неговиот син Блертон Асани и Лилјана Јовановска, кои обвинителството ги гони за кривично дело, тешки дела против здравјето на луѓето, се далеку од пресуда. Адвокатот на Веаповска вели до крајот на годинава не очекувам судска разврска на случајот. Сепак премногу време одминува по односно на судење. Во судницата досега исказ даде само родилката Веаповска, која како што вели оваа голгота низ судските лабиринти уште повеќе ја исцрпува и ја влошува општата здравствена состојба. После сето тоа сторено имав уште еден оперативен зафат. Се лекувам на психијатрија. Се повеќе и повеќе ми се влошува здравјето и психички и физички. Веаповска смета дека лекарите имаат цврста позадина, а дека се правеа напори случајот да се заташка, говори извештајот на Лекарската комора на Македонија, каде стои дека немало пропуст во лекарската интервенција, обидувајќи се да го амнестира од одговорност Асани, кој пат беше член на извршниот одбор на комората. Лекарската комора го донесе извештајот дека докторот нема лекарска грешка, и тие доктори се тие доктори што беа во клиника и што ја знаеат целата моја ситуација, тие донесоа таа одлука дека нема лекарска грешка. Инаку бребеноста на Веаповска, која била уредна, ја водел прво обвинетиот Мухамет Асани, кој во тоа време беше и директор на Струшката болница. Основното јавно обвинителство цени дека при укажување лекарска помош, лекарите примениле очигледно неподобно средство и начин на лекување врз пациентката, со што предизвикале влошување на нејзината здравствена состојба. Скандалот со родилката се случи на 31 август 2020 година.